луѓе од јавните личности кои го сакаат Вардар, кои најискрени намери имаат према Вардар, не луѓе кои имаат интереси само од клубот. Значи таа е прва точка и мислам дека е најглавна. Втора точка е председател на клубот да биде еден од Вардаровите легенди. Потоа управниот одбор да биде составен од председател на собранието, еден член на собранието и 5 до 7 представници на потенцијалните финансиери на клубот. Тука се мисли на спонзорите. Значи да не се ограничуваме сега како на Вардар моментално има еден спонзор. Значи да исти такви спонзори уште 5-6. Значи ние немаме против луѓето некои што финансирале во Вардар или се финансиери во Вардар. Значи ни требаат нас повеќе спонзори во Вардар кои ќе вложуваат во клубот и со некој си одреден буџет минимален буџет би функционирал Вардар. Потоа со менаџер или директор на клубот да биде избран на јавен конкурс со сите потребни квалификации за тоа место. Да се склучи договор со маркетинг агенција или да се постави лице за маркетинг менаџер со цел да се направи стратегија за вистинска презентација и враќање на имиџот на клубот. Потоа предлог годишен буџет на клубот, тоа е 1.500.000 евра годишно. Од каде извадите оваа цифра? Па сметајки. Не, значи ова сето што сме го напишале. Да, добро, сте направиле пресметка. И во разговор не само како навивачи, поддршка од многу. Да, има, значи цело време споменуваме, сега има еден спонзор, може да има 5, може да има 7, тоа го зборувате и го споменувате. Моменталниот буџет на Вардар, значи е меѓу 300 до 500.000 евра на годишно ниво. Значи минимална бројка ние сме одредили на 1.500.000 евра. Ама тоа што го спомнувате како бројка на луѓе кои што би можеле да влезат како финансиери, веројатно се должи на тоа што вие го имате како лично сознание дека има луѓе кои што сакаат да има луѓе. Вардар е интересен за многу спонзори. Да. Вардар е бренд во Македонија, не го изгубил тоа уште. Иде натака да го изгуби, но мислам дека ќе смениме. Вардар има заинтересирани, значи моментално сите фирми појаки во Скопје, во Македонија се заинтересирани за да влезат во Вардар. И во останатото стои дека треба нели да се објавува за да нема малверзација, да се има тромесечен финансиски извештај, да се формира посебна комисија, надзорно-контролна комисија која ќе биде независна од собранието на клубот, во која ќе членуваат значи новинари, спортски работници од Вардар, представник од агенцијата кои ќе имаат право да прават увид во состојбите во клубот, значи да имаат право на увид на документите, на трансферите, на сето тоа што се случува, на документацијата во фудбалскиот клуб Вардар. Потоа имаме договорите кои би се случувале со финансиерите, би биле јавни и транспарентни. И на задњата точка, значи новото собрание на клубот да побара од надлежните органи во Република Македонија да прегледа и исконтролира работата на досегашното работење на фудбалскиот клуб Вардар. Дали со тоа што е актуелно раководство до сега, откако сте во фаза или во состојба на бојкот, сте имале средба? Не сме имале средба, пошто кажавме ние на нашиот прес дека не ќе имаме средба, има доволно време, место да не повикаат да разговара. Би разговараме прошлата сезона, направиме доста отстапки. Дури како Што бара од вас? Па бара да почекаме. Значи дека тоа собрание ќе се одржи, да, дечки, ќе биде. Ќе биде сега, ќе биде во јануар, ќе биде во февруар. Ние сме возрастни луѓе, мислам дека гледаме дека си играат со нас, гледаме дека не се сериозни, гледаме дека само си одлагаат самите пред себе. Знаат дека тоа собрание не се способни да го организираат. Ја така го гледам тоа. Значи ако луѓето беа способни, ќе го свикаат тоа собрание многу порано. Ако сакаат да му помогнат на Вардар, ќе му помогнеа многу порано. И замерка од овој иницијативен одбор ние имаме и кон Вардаровите легенди, би кажал, значи кон сите симпатизери што малце поактивно не се вклучуваат во ова. Вардар не е на нас. Значи моментално тука што седиме, Вардар е на сите. Вие сте дел од приказната. Ние сме се погодили на ова време и место да бидеме тука со Вардар. Има многу постари навивачи, многу повлијателни личности во Скопје, во Македонија кои го сакаат Вардар. Тоа со сигурност тврдам и што може да му помогнат во Вардар. Вардар нема проблем да обезбеди финансиери. Тоа е најмал проблем во Вардар. Значи сите во Вардар кажуваат сакаме ситуацијата да биде чиста и ние би дошле во Вардар. Ама за да биде таа ситуација треба да ни помогнат. За да биде чиста треба да им помогнат. Значи тука би навел надлежни органи има, значи
трудови инспекции, финансови инспекции, агенција за млади и спорт, Так. кои се надлежни во врска со Се тоа. тоа го правите за спас на Вардара, бидејќи сте во неколку месечна абстиненција навивачка. Чисто вака за да финишираме со убави мисли, ќе ви пуштиме материјал како изгледавте во некои убави времиња кога одевте да го поддржувате вашиот тим. За цело време имаме и една од многуте тетрадки во кои ги собирате подписите за поддршка. Да, значи, овие тетрадки се официјалните каде што ги собираме подписите за време на одигрување на надпреварите. Значи Вардар не е битно дали играл дома или во гости, ние сме пред самиот стадион. Дали ние или има значи девојчиња на ролери што шетаат низ паркот и им објаснуваат на луѓето зашто се должи оваа поддршка со нивниот подпис. Луѓето се потпишуваат, веќе имаме собрано преку 10.000 подписи. Ефектот ќе видиме. Да, колку може да ви помогне вакво нешто? Ќе видиме колку ќе допре ова до... Ја мислам дека со самото ова веќе мрднавме некои работи во овакво. Веќе почнуваат, значи, претходните управи и сегашна управа да собираат документи, поднесуваат документи, значи сме ги размрдале, значи сме помрднале од нула. Од таа агонија што беше Вардар, мислам дека ќе успееме до крајот на сезонава да се свика тоа собрание, што е најголемата пречка за сите. Кога е последен рок да се свика собранието? Последен рок, значи по некој си закон, ние што ги имаме информација е 4 мај. Значи оваа година. Доколку не го свика, не се одржало веќе. Не се како што имате. Имаме сознание дека се одржани некои собранија, тие не се валидни. Значи се што не е јавно и транспарентно не е валидно. Значи очекуваме да биде свикано, пак ќе нагласам, нема разлика кој ќе да биде релевантно и свикано од тој што треба. Алек, имаш ли воопшто чувство дека сето ова некој од тие што треба да го чујат го слушаат или Па, знам дека го слушаат, уверен сум дека го слушаат, ама може да им излагува другото. Од едното да им излагува, другото да им излага. Ама се надевам дека они знам дека нема да допре до нив, ама се надевам дека други луѓе ќе допринесат нешто.
за да се смени. Тоа ова што се дешава. за цело време треба да биде поставено како прашање, може да го одговорат